Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Тврдење за политички прогон налик на Орвел, наспроти потресните сведоштва за битката за преживување на децата заглавени во Пулс, контрадикторности меѓу исказите на обвинетите и сведоците на новото рочиште за трагедијата во Кочани. Протест со барање за дислокација на Усија. Протестот ќе бидат мојата сопруга и детето, така што апсолутно го поддржам. Пред новогодишен дуел од собраниската говорница меѓу Филипче и Мицковски на последните пратенички прашања. Со забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки како времето на Третиот рајх, резолуција, само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството, и жал ми е што вие се препознавте. Од 1 јануари се заканува целосна блокада на институцијата Народен правобранител, ако претениците не се договорат за избор на наследник на Насер Зибери. Општините и градот ги гласаат буџетите за идната година. Скопје ќе се консолидира и избавува од долгови, центар со речиси половина буџет за капитални проекти. Трошењето на парите на центарци во фокусот во тема на денот вечерва, што предвидува буџетот за 2026 во кои капитални проекти ќе биде инвестирано, но и за политичките теми, состојбите во СДСМ и други прашања. Во тема на денот наш гостин Горан Герасимовски, градоначалник на Центар. Останете со нас, почнува Дневник. Судскиот процес за трагичниот пожар во Кочанската дискотека ја отвори длабоката спротивставеност меѓу одбраната, која тврди дека е изложена на политички прогон, и семејствата на жртвите кои бараат целосна вистина за причините за смртта и блокираните излези. Додека обвинетите ја негираат сопствената одговорност и ја префрлаат вината кон институциите, потресните сведоштва од судницата повторно ги актуализираат прашањата за безбедносните пропусти и системските слабости. Процесот се следи со силен јавен притисок и очекувања правдата конечно да даде одговори за една од најтешките трагедии во историјата на државата. Зоран Јаневски со детали од денешното судење. Врисоци, повици за помош и густ задушлив чат. Сведок на обвинителството ги опиша првите минути по избувнување на пожарот во Кочанската дискотека. Дејан Николов, собственикот на автосервис кој се наоѓал веднаш до Пулс, освен што гледал како низ годините се менува намената на објектот, тој бил и еден од гостите за време на настапот на ДНК. Таму бил и неговиот син, а во моментот на избувнување на пожарот биле надвор од диското. Дека внатре има оган дознале од другарите на синот. За кратко целиот објект потонал во мрак. Снема струја, се слушаше силен пискот и почна да излегува интензивен црнчат. Со синот и неговите другари заминавме кон сервисот и со црево прскав кон вентилаторот од кој излегуваше чат. Од местото кај што се наоѓаа тоалетите, слушнав тропање и гласови, ги скршивме прозорците, а на металните решетки се држеа девојчиња. Писка, бараа помош, ги прскав со вода. Ми велеа сакаме повеќе бидејќи така полесно дишеме. Сведокот додаде дека објектот претходно работел како конфекција и магазин, а од март 2012 прво обвинетиот Дејан Јованов внатрешноста почнал да ја уредува како дискотека. Ноќта на 16 март, според сведокот, тешко било движењето во објектот, бидејќи имало голем интерес за настапот на ДНК. По избувнување на пожарот, првично сметал дека ќе има само повредени, но по неколку часа ги здогледал и првите загинати. Дете бараше да го прскам со вода, беше изгорено, му висеше кожа. Останав до 5 часот, тоа беше цела вечност, секој ден живеам со таа слика. Кога си одевме од сервисот, синот ми рече: тато, има жртви, има тело. Родителите на загинатите сведочењето го слушаа во солзи, дофрлуваа на прашањата од адвокатите и аплаудираа на судијката. Надвор од судницата изразија сомнеж за причините за смртта на своите деца. Фактот што државните институции потврдуваат можност во присуство на цијанидни гасови во просторот на истовремено, не постои исто јавен достапен доказ дека овие гасови биле анализирани во телата на жртвите. Представува сериозен медицински и правен јас. И собственикот на Агенцијата за обезбедување негираше вина во својот воведен говор. Немал обврска да направи план за настапот на ДНК, бидејќи настанот го обезбедувале 3 лица, а законот за приватно обезбедување тоа го барал само ако има најмалку 5 обезбедувачи.
пренасочувањето на одговорноста која имаат државните органи задолжени за превенција, надзор и контрола кон припадниците на обезбедувањето е само уште еден чекор за префрлање на вината. Судењето продолжува во понеделник, ќе сведочат родители на децата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Почнаа протестите со барање за дислокација на цементарница Усија. Даниел Василев известува во живо оттаму. Даниел, има ли одзив од граѓаните? Цеци, ова е сликата зад мене. Морам да ја покажам сега затоа што се јавуваме буквално на крајот на протестот. 7 активисти говореа од тука на некои си 100-150 метри од главниот влез на цементарница Усија на раскрсницата помеѓу булеварите Борис Трајковски и булевар Србија. Нивните тие ги искажаа своите барања, тоа е дислокација на цементарница Усија, потоа да почне конечно да биде интегрирана она мерна станица која што ја постави општина Кисела вода во кругот на цементарницата со апликациите кои што во реално време покажуваат колкава е загаденоста на воздухот во Скопје, како што е Еркер, потоа да продолжи, односно да запре работата на ридовите кои што се наоѓаат на падините на планината Водно, кои што според активистите ги работи, односно ги копа компанијата цементарница Усија. Морам да кажам дека добија поддршка и од екоактивисти ширум државата. Меѓу нив имаше и еден активист од Прилеп кој што дојде тука да сподели нивната битка која што ја имале во текот на 2014 година за патот кој што го прави Бехтел и Јенка. Нивните пораки се јасни, предлагам во продолжение да слушнеме дел од обраќањата кои што екоактивистите ги има пред цементарница Усија. Значи, без разлика што е странска компанија, странски борд на директори, што евентуално ќе си одат и ќе ни остават трак, сепак има луѓе тука што тоа го одобруваат, што Усија дали преку легални начини, преку подкупување или преку одредени кампањи, сепак се представува дека е СОСМК организација. Но она што е битно дека тие што тука го одобруваат имаат име и презиме. Значи не се работи за една или за друга партија, не се работи за едно или за друго министерство, туку се работи за личности и тие личности имаат име. Нема да ги набројувам сега, но време е одговорноста да си ја земат во своји раци. Значи да не ја предаваме на некои генерални термини, туку конкретни луѓе што тоа го одобруваат. Саци, додека, односно овој протест кој вечерва се организира, беше причина да се стави пауза на седницата на Советот на град Скопје, по барање на советниците. Свој излагање имаше и градоначалникот на град Скопје, кој што кажа дека го поддржува овој протест, но не може да присуствува на него. Рече дека тука се сепак неговата сопруга и неговото дете. Имаме дел од неговиот говор во Советот на град Скопје, да го погледнеме. За протестот сакам да кажам пред цементарница Усија дека го поддржувам, дека јас ќе останам овде заедно со тимот и службите доека вие се вратите, но на протестот ќе бидат мојата сопруга и детето, така што апсолутно го поддржувам. Председателе, ако можете, јас сум таму. Поседете го протестот и сите советници. Благодарам. Пријатно. Така, некаде при крај на протестот, само да кажам дека голем дел од овие екоактивисти кои што се дел од оваа граѓанска иницијатива Стоп за Усија беа дел од иницијативата Стоп за Вардариште. Практично од летоска наваму имаме еден изблик на револт кон сите оние индустрии, депонии за кои што постои сомнеж дека го загадуваат амбиенталниот воздух во главниот град. Даниел, ти благодарам за овие информации од протестот со барање за дислокација на компанијата Усија.
Титанусија ги отфрла обвинувањата дека придонесува за загадувањето на воздухот во Скопје, уверувајќи дека работи согласно највисоките европски еколошки стандарди. Од компанијата велат дека користат најдобри достапни техники во производството на цемент и дека нивната технологија е споредлива со водечките компании во Европската унија. Целосно ги отфрламе неоснованите обвинувања кон Титанусија, кои не се заснуваат на факти и научни податоци, наведуваат во соопштението. Титанусија посочува дека независни научни истражувања покажуваат од индустријата има помало влијание врз квалитетот на воздухот во Скопската котлина во споредба со грејењето, сообраќајот и метеоролошките услови. Компанијата информира дека е под постојан надзор на Државниот инспекторат за животна средина и дека при последните, вклучително и ненајавени инспекцијски контроли, не биле утврдени надминување на дозволените емисии. Предновогодишен дуел од собраниската говорница меѓу Филипче и Мицковски на последните пратенички прашања. Што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки како времето на Третиот рајх, резолуција, само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството и жал ми е што вие се препознавте. Од 1 јануари се заканува целосна блокада на институцијата Народен правобранител, ако претениците не се договорат за избор на наследник на Насер Зибери. Со тешки квалификации и остри навреди, премиерот Мицковски и лидерот на опозицијата Филипче влегоа во жесток предновогодишен дуел на собраниската седница за пратенички прашања, последна за оваа година. Антиимигрантската резолуција, состојбата во државата, цената на струјата беа меѓу главните теми околу кои се судрија власта и опозицијата, со меѓусебни обвинувања за катастрофални политики и опасни наративи. Собранието најави засилено темпо на работа во наредните последни денови за да се надоместат долгите паузи во текот на оваа година. Катаклизма било комплимент за она што го остави СДСМ зад себе, а опозицијата била општествен талок. Антимигрантската резолуција на ВМРО ДПМН пак била како од времето на Третиот рајх и документ што го пишувал Ванчо Михајлов. Мицковски и Филипче во предновогодишен дуел си испратија пораки еден на друг на собраниската седница за пратенички прашања. Мислеа да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки како времето на Третиот рајх, резолуција, само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството и жал ми е што вие се препознавте. Зошто вие се препознавте? Вие се чувствувате како талог? Само дополнително им кажувате на граѓаните зошто губите континуирано избори 7 пати поред, зошто сега на 11 повторно ќе изгубите и еве јас ви велам, и следните парламентарни избори дебакл ќе ви се случи, пак ќе изгубите. Паднаа препекувања и за тоа кој всушност ја поскапе струјата, дали власта или опозицијата. Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, кој што ќе повлече и други поскапувања, разнацените, кои што видовме во периодот сега никако и ништо не направивте да ги исконтролирате. Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Предпоставувам, треба да му го поставите на Марко Беслимовски, чиј што брат сега ви е соработник во извршниот комитет или како ви се вика одбор на СДСМ. Дуи пак очекувано со етнички прашања, но добија одговор за тоа што правеле нивните функционери во кабинетите, наместо да ги штитат албанците. Министерот Стојковиќ отстранил од работа 7 вработени, додека другите се плашат, може да ги очекува ова во идните денови. Значи ова е чиста дискриминација и ниту еден од представниците на ВЛЕН или од владата не го подигнал гласот за овие вознемирувачки настани. Како влада нема да толерираме злоупотреба на канцелариите за спортски активности во форма на жонглирање со фудбалчиња, играње баскет или пак поставување на јога душеци, кревети, преноќување во истите и да не кажам уште што вршење во истите тие канцеларии.
Пратениците ќе седнат во пратеничките клупи и утре и во вторник, а не е исклучено да работат и на 31 декември, за да го надоместат долгиот летен одмор кој речиси се спои со паузата поради локалните избори. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Изборот на народен правобранител е заглавен во собранието, поради што институцијата од следната недела се соочува со целосна блокада. Вработените предупредуваат дека без избран предводник нема да може да земат плата, а поради доцнење со кириите им се заканува и иселување од просториите. По пензионирањето на Насер Зибери, мнозинството го предложи Фатон Селјами, но без поддршка од ДУИ не може да се обезбеди Бадантерово мнозинство. Председателот на собранието апелира партиите да постигнат договор, оценувајќи дека станува збор за клучна институција, поспротивно најавува барање на алтернативни решенија. Изборот на народен правобранител заглави во собранието. Институцијата од следната недела влегува во целосна блокада. Вработените вчера и со писмо апелираа час поскоро да се избере нов предводник на институцијата, бидејќи не можат да земат плата, а им се заканува иселување од просториите, бидејќи 3 месеци доцнати со кириите. Со овој допис сакаме да ја запознаеме целата македонска и поширока јавност, од дипломатските представништва во државата и странските мисии, за состојбата во која се наоѓаат вработените во народниот правобранител, кои во моментот не можат да остварат многу од своите права од работен однос, а од јануари 2026 веројатно нема да земат ни личен доход, со што ќе престане да се уплаќаат редовните уплати за социјално и здравствено, но и за пензиско осигурување. Поради ова се запрашуваме дали државата има потреба од ваква институција или не, велат вработените во дописот до јавноста. Изборот на народен правобранител пак е заглавен во Собраниската комисија за избори и именувања. По пензионирањето на Насер Зибери во јули годинава, владеачкото мнозинство го предложи Фатон Селјами, но без поддршка од пратениците на ДУИ не може да се обезбеди Бадантерово мнозинство за негов избор. Спикерот Гаши утрово апелираше партиите да постигнат договор, бидејќи се работи за важна институција. Сепак вели, ако нема политичка волја, ќе треба да се најде алтернатива за други решенија. Јас би сакал тоа најбрзо што е можно да се случи и веднаш јас би ја свикал седницата, точката е на дневен ред, ќе ја свикаме и ќе го изгласаме за да може да функционира и институцијата, но и во однос на повторените избори кои се на 11 јануари. Мислам дека не се исцрпени сите политички капацитети да се најде компромис. И затоа повикувам уште еднашка овие денови да се седне, да се најде решение и мислам дека немаме толку големи разлики за да не можеме да одлучиме кој ќе биде народен правобранител. Покрај изборот на народен правобранител во собранието е заглавено и формирањето на анкетната комисија за кочани и останатите несреќи со човечки животи, но и формирањето на комисија за нов изборен законник. Иако Гаши побарал, досега ниту една партија нема предложено своји членови за формирањето на анкетната комисија, додека за работната група за измени на изборниот законник членови има предложено само Левица. Сепак нејасно останува дали собранието ќе работи на комплетно нов текст на изборниот законник или ќе се земе предвид готовиот нацрт кој што го работеше работна група во Министерството за правда пред изборите. Ова прашање на средба ќе го решаваат спикерот Гаши и министерот Филков. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Обвинувања за бизнес делки во Дубај и меѓусебни навреди ја заострија политичката реторика меѓу власта и опозицијата. ВМРО ДПМН отвори прашање за инвестиции поврзани со Заев Филипча, додека СДСМ возврати дека станува збор за дефокус и напади врз лица кои немаат политичка функција. 40-катница во Дубај, која според ВМРО ДПМН ја гради Зоран Заев, и денеска беше во фокус на обвинувањата на владеачката партија. Прашуваат дали во бизнисот со станови, партнер му и лидерот на СДСМ Венко Филипче, и дали поради овие инвестиции Филипче ја добил златната виза за Дубај. Дали златната виза на Венко во Дубај е резултат на тоа што Венко Филипче е бизнис партнер на Заев во градење на згради? И откаде му пари на Венко за да си дозволи толку голем влог со оглед на тоа дека тој сами откажува дека има досега работено како доктор и како пратеник? Од СДСМ пак им возвраќа дека ако треба ќе им нацртале дека Зоран Заев не е политички активен во партијата и е слободен граѓанин. ВМРО Ванчовистичка не може или можеби не сака да свати дека Зоран Заев не е политички активен веќе 5, нагласуваме 5 години. Ако треба да дојдеме и да им го нацртаме тоа, тука сме. Затоа не разбираме или премногу добро разбираме дефокус, зошто упорно и се обраќаат на СДСМ со прашање за слободен граѓанин на Македонија Зоран Заев, велат од опозицијската партија. Откако СДСМ во изминатите соопштенија ги споредуваше политиките на ВМРО ДПМН и српскиот претседател Вучич, со обвинување се јави и нивниот поранешен член Саша Богдановиќ.
Социјалдемократскиот сојуз, според Богдановиќ, напаѓал независна држава, а соопштенијата им ги пишувал задоеник со усташка идеологија. Како припадници на српската заедница, секогаш сме давале придонес за развој во разни полиња во државата и така ќе биде и во иднина. Но очигледно на некоја група во СДСМ, која најверојатно треба да се докаже на некој србофоб или србомразец, свисно од рани утрински часови па до доцна навечер, во скоро секоја втора или трета објава, споменува српски, Србија, Срби и така натаму. Мислам дека треба во иднина преку правни механизми да се избориме против дискриминацијата и србофобијата која очигледно владее кај одредени луѓе во СДСМ, напиша Богдановиќ на социјалните мрежи. Но од опозицијската партија не му остана должни ниту на Богдановиќ. Србофобија, усташтво, предавство за пари му ставија на контото на поранишниот градоначалник на Центар од нивните редови. Поранешен член на СДСМ, кој најпрво ја предаде партијата за пари, а потоа и Македонија за пари, сега се зема за право некого да таргетира и да го нарекува усташ. Човек кој припаѓа на коалицијата ВМРО Ванчовистичка знам, луѓе кои во собранието ја изгласа резолуцијата за забрана на говорот по урнекот на декретот од Третиот рајх. Кога веќе ги споменува усташите, нека прочита малку и кој соработувал со независна држава Хрватска, се наведува во реакцијата. Од СДСМ му порача на Богдановиќ дека Српската напредна странка не е Србија, ниту пак Вучич е единствениот србин. Србија се низините граѓани, а не банда криминалци со кои тој и ВМРО Ванчовистичка соработуваат, велат од СДСМ. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Финансиска консолидација и стабилизација на градската каса најавува градоначалникот Орце Ѓорѓиевски со буџетот за град Скопје за 2026. Тврди дека за еден месец ликвидноста е зголемена 10-кратно, но предупредува дека градот наследил милионски долгови и судски спорови. Со 29 гласа за и без ниту еден против, советниците го донесоа буџетот на град Скопје за 2026. Градоначалникот Ѓорѓиевски кажа дека основниот буџет изнесува 5,2 милиарди денари, што е зголемување од 12% споредено со годинешниот. Вети реконструкција и изградба на улици, зеленило, двојно повеќе пари за животната средина. Издвоени се средства за изградба на Луна паркот, детски игралишта, за заштита и уредување на Скопското кале, аквадуктот, старата чаршија. Ке се набават нови контејнери за фрлање отпад и нови камиони за комунална хигиена. Предвидено е вработување на 30 пожарникари и нова опрема и возила. Имаме и спогодба со Министерството за образование и наука, како и одлука на владата на Република Македонија во износ од дополнителни 260 милиони денари во делот на превоз на студентите за останатите години, кои владата, повторно ќе споменам, на Социјалдемократскиот сојуз немаше слух да ги исплати кон градот Скопје. Ке им се помогне и на јавните предпријатија, кои, како што кажа градоначалникот, се дават во долгови. 60 милиони денари помош за комунална хигиена и исто неизино раздолжување, 80 милиони денари за паркови зеленило, 20 милиони денари за јавното предпријатие Дрисла, 15 милиони денари за Лајка, 23 милиони денари помош за улици и патишта и 920 милиони денари субвенции и помош и поддршка за јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Амандмани за буџетот не беа прифатени, бидејќи најголем дел од нив беа технички неисправни. Мартин Арсов, Сител телевизија. Што ќе работи Општина Центар во 2026, како ќе се трошат парите на центарци, ова и други прашања во тема на денот на Валентин Николовски со градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Господин Герасимовски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, ви благодарам на поканата, поздрав до вашите драгоцени гледачи. Веќе трета седница на Советот на Општина Центар по вашата повторена победа на локалните избори. Какви ви се односите во Советот сега? Колка поддршка имате за проектите и програмите? Да, овој месецот по завршувањето на изборите имаме 3 седници. Разгледувавме многу работи во интерес на граѓаните. Последната седница беше за програмите и за буџетот. Претходно ја изгласаа нашите советници развојната 3-годишна програма за поголемите капитални проекти. Центар секогаш бил поразличен од сите општини. Ние така функциониравме и сето она што го ветувавме пред граѓаните во предизборието, во една кампања која траеше подолго во Центар за разлика од другите општини и беше многу поразлична од сите. Вид на буквално и граѓанска
кампања каде што се вклучи голем број на волонтери и дадоа свој допринос. Во делот на советничката група, односно советничките групи, како помина овие седници, можам слободно да кажам дека сето она што го правиме повторно заедно. Дел од тимот од минатите советници остана во Советот на Општина Центар, но имаме и нови советници кои што го прифатија сето она што јас го предлагав. Без оглед на партиската припадност, колку мина гласа еве за програмата за буџет? Тоа е да се тргне целосно политиката на страна и да се работи целосно во интерес на граѓаните. Па можам слободно да кажам дека сигурно сме меѓу малкуте општини кои што поголем дел од темите кои што се гласа едногласно. За буџетот гласаа сите советници, 23 советници, што е за пример за сите останати, верувам, општини. Напишувавме заеднички програма со граѓаните, но учествува и советничките групи без разлика на политичките партии. Све што предложија, све беше ставено во самата програма. Значи имаме заедничка програма не само на Герасимовски, туку и на сите советнички групи кои што членуваат во Советот. Интересен момент воведовте денеска на пресконференцијата, промовирање на буџетот практично, односно јавно представување на програмата со клучните проекти за 2026. Што е тоа што капитално ќе се гради? Да, целта ни беше да ги запознаеме граѓаните со најбитниот документ во општината, а тоа е буџетот за 2026 година. Имаме поголем број на капитални проекти, можам слободно да кажам, и сум среќен и задоволен, што поголем дел од проектите кои што ги понудивме во предизборието и беа во програмата, се ставени поголемиот дел, да не речам сите, за реализација во 2026 година. Станува збор за поголеми капитални проекти кои што влегоа и во тригодишната развојна програма, а тоа е нова општинска зграда, нова градинка, нов пензионерски дом, нови два базени. Молам, да, дом за стари лица. Значи сите оние проекти кои што ги имавме во предизборието и ги ветувавме на граѓаните, влегоа во овие и развојна програма, но и поголем дел во програмата за 26-та. Зголемување на еднократната парична помош на нашите постари жители од 2500 на 5000 денари, зголемување на еднократната помош на новороденчињата од 7 на 10.000 денари, зголемување на стипендиите кои што ги даваме на учениците за 1000 денари, зголемување на стипендиите на социјално загрозени семејства за 1500 денари и ред проекти кои што ги планираме за нашите граѓани. Зголемување во делот на буџетот за култура, оно што го ветувавме, кога јас влегов во општината беше околу 3 милиони, минатата година, односно оваа година стигна до 13, да следната година е 25 милиони денари. Добро, веројатно дел од овие проекти ќе треба да влезат и у следните години буџетски. Токму така и најбитниот дел, да не го изумам, оно што го ветувавме, тоа е центарска картичка, каде што центарските жители ќе имаат повеќе привилегии од упис на децата во градинки до користење на сите бенефиции кои што ги има и дава општината, но и оно што го ветувавме, тоа е топол оброк за нашите дечиња во основните училишта, кој што ќе го финансира општината, но и екскурзија каде што нашите ученици ќе може да ја запознаат нашата Република. Од вашите општински јавни предпријатија, освен со паркирање, се занимава и со, би рекол, комунална хигиена. Му ги сколемивте ингеренциите за одржување на хигиената? Да, и тоа не беше едно од ветувањата во минатиот мандат, да отпочнеме да ги пријавуваме нашите вработени хигиеничари. Првично ги префрливме во ПОЦ, беа под капата на општината, иако и ПОЦ е под капата на општината, но им ги префрливме со меканизација и работна сила сите хигиеничари. Секако дека општината субвенционира, односно помага за дава финансиски средства за исплаќање на плати, за дополнителна опрема за одржување на хигиената, која што е задоволителна од наша страна. Колку сте сега задоволен од јавното предпријатие на градот Скопје комунална хигиена, од одржувањето на хигиената? Не на највисоко ниво, но се осеќа подобрување за разлика од тоа што го имавме претходно. Да. Сега вие тоа е видливо. Така. Вие сте и подпредседател на ЗЕЛС. Оттаму со полно право ве прашувам дали има предлози, решенија за аерозагадувањето од кои се погодени сите општини, независно дали има индустрија во одредени општини или не. И кој е вашиот став во однос на тврдењето за аерозагадувањето на Скопје дека е предизвикано од усје, како и барањето за негова дислокација?
Има повеќе причини за загадувањето, кое што е повеќе децениско. Договорено е да до крајот на годината, односно до крајот на средина на следната недела имаме состанок на ЗЕЛС, каде меѓу другите теми ќе се разговара за најприоритетната тема, тоа е разгадувањето. Очекувам дека од страна на градот Скопје ќе се направи план, стратегија, програма, каде што ќе се вклучиме сите 10 скопски општини за намалување на загаденоста и целосно искоренување на истата. Значи, пред се ни се потребни добар сообраќајен јавен превоз. Нешто што за жал се уште го немаме. Се ветува од многу градоначалници претходно, но се уште е во лоша ситуација. Превземање на одредени мерки кога загадувањето е на повисоко ниво, тоа е пар-непар, да се намали сообраќајот и возилата во градот, строги инспекцијски контроли, кои што треба да ги има и градот, но и сите општини, во делот на одредени населени места, каде што одредени граѓани, за жал, се греат, односно се загреваат со материјали, со гуми, со, не знам, одредени пластики кои што дополнително загадуваат и дополнителни зголемување на инспекцијските контроли во делот на индустријските зони и поголемите загадувачи. Ние за среќа во општина Центар немаме индустријска зона, која што дополнително ќе загадува, но воздухот не можеме да го делиме од општина во општина и да правиме бариери меѓу општините. Но поддржувате ли протестот пред Русија, дека и тоа е еден од загадувачите на Скопје? Целосно го поддржувам и треба да има строги контроли во Русија и сите поголеми фабрики, доколку тоа што се наслушнува е вистинито, треба да има ригорозни санкции. Можна ли е дислокација на таков капацитет според вас, еве како градоначалник со долгогодишни искуства? Многу тешко, но доколку се сака, све се може. Каков е вашиот став во однос на градењето во Центар? Знаеме, тоа е горлива тема, посебно надградби и доградби, кога од двоспратни куќи стануваат висококатници од 8-9 спрата? Имаме важечки дупови. Сите нови дупови што ги носиме ги подобруваме условите на граѓаните, повеќе зеленило, подобри сообраќајници, пошироки тротоари и така натаму. Но овие важечки дупови каде што имавме мораториум во минатото, имавме проблем изминатите години со прилив на барање на одобрение за градење, кој што не можеме законски целосно да ги стопираме. Но што правиме? Преку правилници ги подобруваме условите, почнувајќи од паркирање, налажувајќи задолжително да се постави дополнително зеленило на секоја парцела каде што се гради. И следно што го правиме, се прави нова програма заедно со службите да ги санкционираме, односно не е проблем толку градењето, колку што е проблем начинот на градење. Имаме несовесни градители, дел, кои што ги узурпираат улиците, не ги чистат камионите кои што треба редовно да се чистат кога излегуваат од градилиште, градат и во ноќните часови. Значи, ги узурпираат целосно тротоарите со машинерија, со алати и затоа отпочнавме со подготовка на посебен правилник, каде што ќе се стандардизира секој градилиште. Каде што секој градилиште треба да има иста ограда, со иста висина, со иста дебелина на оградата, каде што натрек има посебен контенгер кој што ќе служи за фрлање на шутот. Така, веројатно и перење на возилата, при загување од градилиште. Перење на возилата, последниве неколку месеци и во минатото пишуваме голем број на казни. Но истите гледаме не се доволни и затоа мора да се направи одреден правилник кој што ќе биде стандардизиран за секој градилиште. Кога зборувате за нови градби, надградби, доградби, се едно и паркинг места, можно ли е да се направи таква измена било во правилници, било во закони со кој што секоја стамбена единица ќе биде заложена со паркинг место? Да, во минатото за жал имавме представување, лажно представување на паркинг места. Голем број на направени згради каде што имаме 20 на стана, 7 до 10 паркинг места. Капацитетите на улиците се тие што се и не се задоволителни за толкав број на жители, толкав број на автомобили. Подготвуваме заедно со предпријатието Паркинзи на општина Центар нови правилници и во тој дел. За истите ќе говориме во текот на наредниот месец и ќе бидат представени. Преку програма, посебна програма, преку Совет се изгласа да при издавање на дозвола ги отстранивме оние лажни паркиралишта, односно дупло паркирање кое што во минатото се давало, а не се реализирало, да не може да се издаде дозвола за градба доколку има дупли паркирања.
Катна гаража за Буњаковец, еден од проектите. Да. Но прашањето е прилично фреквентно место, што ќе се случува додека се гради со сите околни жители, со сите околни фирми, со сите посетители кои што гравитираат во тој дел од градот, додека се направи една таква гаража. Видете, имаме проблем со паркирање кој е детектиран преку истражувања, преку многобројна средби со граѓаните на повеќе локации. Затоа во самата општинска зграда на целосната парцела која што конечно ја добивме после повеќе од 2 години во владение и отпочнуваме процедура за градење на нова општинска зграда. Планираме 3 нивоа под земја за да го решаваме проблемот во Девармало. Но во Девармало планираме и друг начин на решавање на проблемот и делумно правење на пешачка и резидентна зона во Девармало. Во делот на Буњаковец и Капиштец, каде што е многу потребно паркирањето, имаме проблем. Разговараме заедно со град Скопје да со меѓуопштинска соработка ја отпочнеме подземно надземната гаража во делот на Буњаковец, со острани оној монтажен паркинг кој што го имаме во моментов и на истата локација проширена целосно да се направи подземно надземно паркирање кој што го договараме заедно со градот. Тоа е поголем капитален проект кој што ќе треба време за негова реализација. Што ќе биде во меѓувреме со сите околни жители? Ќе треба да се снаоѓаат со Не, договараме мораме и тоа да го предвидиме пред да почнеме таков поголем зафат каде ќе се паркираат сите тие жители. Го договараме со директорот на паркинзи на општина Центар каде се ќе бидат пренасочени сите тие возила, каде што ќе имаат можност за паркирање доколку трае целиот тој зафат. Спомнавте и за пешачки зони, и за ќе продолжите со проектот едносмерни улици и воведување пешачки зони пред се во тој угостителски район, би рекол, во центарот на Скопје во Девармало? Да, има еден стар проект кој што го преработувавме изминатиот период. Истиот беше представен пред колегите од Министерството за внатрешни работи и сообраќајната полиција. Доставен е до нив самиот предлог, чекаме да сега се празници, малце сите сме позафатени со многу активности, да после празниците се седне и се разгледа целиот проект, да ни дадат одредени забелешки како би го затварале целосно Девармало, делумно да се направи пешачка зона, а поголемиот дел да биде резидентен за паркирање само на жителите во Девармало. Неизбежно е малку политика, иако бевте еден од ретките кандидати за градоначалник од СДСМ кој победи на локалните избори во, би рекол, исклучително важна општина, нели? Не сте дел од раководството на СДСМ и по новите промени. Зошто? Видете, изминатите 6 месеци во нашата кампања ја водевме на многу поинаков начин. И градоначалничката функција е една од најтешките функции која што бара многу време и внимание и грижа за граѓаните. Тоа го договоривме со граѓаните во предизборието и така ветувавме дека заедно ќе продолжиме да се грижиме без разлика на политиката и политичките партии. И пред се сакам да се посветам наредниот период целосно за сето она што заедно го договаравме, за сите оние капитални проекти во интерес на граѓаните, да целосно се посветам во општината. Иако не се отстрануваме од партијата, јас сум дете кое што израснато во Социјалдемократскиот сојуз и ги негувам социјалдемократските вредности. Имавме неколку состаноци со председателот Филипче, каде што разговаравме на самата тема и дојдовме до заеднички заклучок дека сега не е моментот да се превземе некоја повисока партиска функција и јас целосно ќе се посветам во работењето на самата општина. Ја знаете добро состојбата во партијата, како ја оценувате актуелната ситуација, посебно по уште една промена во раководството? Разговараме многу. Јас сум се уште председател на општинската организација на СДСМ Центар. Пред неколку дена имавме и состаноци во проширен состав, каде што ги разгледувавме сите оние одлуки кои што се донесени од страна на централата и сите оние промени кои што се направени. На 24-ти ќе има, се планира да има и конгрес на партијата, каде што ќе се подискутира за самите локални избори, за новото раководство и за тоа како понатаму ќе продолжи да
функционира самата партија. Добро, вие дефинитивно ќе влезете триумфално на Конгресот како еден од победниците кои што оправдаат до вербата. Горан Герасимовски во тема на денот во Дневникот на Сител, ви благодарам. Ви благодарам на поканата, ми беше чест. Иако со години се предупредува на опасностите од нивна употреба, Фондот за здравство бележи сериозен пораст на припишувањето на антибиотици кои треба да се користат како последна линија на терапија. Поради ова Фондот најавува нова политика од 2026 со построг надзор и казни за лекарите што ќе ги надминат дозволените квоти со цел рационална и безбедна употреба на антибиотици. Антибиотикот кој најмногу беше пропишуван за лекување на ковид, повторно популарен кај лекарите и пациентите. Во 2024 биле издадени дури 39.000 рецепти повеќе во споредба со претходната година. За време на пандемијата, стручни лица укажуваа дека тој лек има дефинирано за што е ефикасен и е штетна и опасна неговата злоупотреба. За нас најкритична е употребата на, за жал, само бренд името го знам, Сумамет, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана. Минатата година имавме 20% зголемување во издавањето на нови лек. Бидејќи наместо намалување има пораст со пропишување на антибиотици. Фондот за здравствено осигурување најавува дека во 2026 ќе има и казни, но и подоследно следење на пропишување, со цел да има рационална употреба на оваа терапија. Минатата година зголемивме нашето вреднување на матичните доктори. Сега очекуваме зголемена одговорност од нивна страна. Тоа значи ригорозно придржување до казнената политика доколку се надминат квотите за препишување на анксиолитици и антибиотици. Ние имаме само за тие две групи ограничување за препишување. И втората мерка што ја планираме е рецепт кој во основа треба да обезбеди позадинска контрола на индикациите и дозирање. Од фондот им се извинија на пациентите кои користат антикоагулантна терапија. Посебно двата лека кои овој месец требаше да се најдат на позитивната листа, но тоа е одложено за јануари поради технички проблеми. Нема да има никакви последици за тие што овој месец го користат, ќе бидат рефундирани тие лекови, се дори не бидат ставени на позитивната листа. Наредната година фондот најавува и регулирање на обврските што ги прават здравствените работници и кој што работи за тоа и да биде платен. Односно да нема пример хирург од натрешноста да зема плата како хирург од скопските клиники, а ниту еднаш да не влегол во операциона сала. Сања Димитровска, Сител телевизија.